тоа зависи само првично самиот човек, своите интереси ги гледа. Тоа се појавува повеќе кај младите, ние што сме нашите генерации што сме. Да, Јас не знам искрено да немам. Јас лично сметам дека се повеќе и повеќе, бидејќи јас бев една од тие што сакаат тука да останат и да креаат родина, како се повеќе некако и економијата, и здравството, и образованието се заедно, не гледам подобрување, туку на некој начин и влошување на работи. Да, мен убеди од тоа и јас да добивам една тие што ќе нема да остане. Ти сакаш да останеш, ама поради целата ситуација веќе ти губиш надеж дека може да се смени нешто. Така, баш така. А дали мислиш дека институциите имаат, не само институциите, општо сите фактори што се во држава, што може да променат нешто, има доволно слух за тоа што сакаат младите да го кажат? Па искрено не баш. Дали критичката мисла се смета како конструктивна или се смета како навреда во држава? Мислам дека повеќето луѓето конструктивно ги даваат критиките затоа што сакаат да видат подобрување некако. Меѓутоа не верувам дека се баш толку сериозно сватени. Мислам дека многу полесно со образованието што имам, што пробувам да го постигнам, ќе најдам друго место, зашто тука не се градуваат многу работи. Тука стрикно пример една школа, само тоа може да најдеш или ако си има врски. Тоа што не се многу ниски платите. Не мислиш дека има некои други фактори освен економскиот што ги предизвикува иследеност? Па има, сите мислат дека тоа во странство. А искрено ја мислам дека само да се кренат платите тука кај нас, дека нема никој да се иселува држава. Не, значи во последната година-две младите повеќе се инволвирани, затоа што има повеќе младински организации, повеќе се водат дебати, семинари има за млади да бидат известени околу. А дали проблемите се решаваат во врска со? Зависи. Па искрено јас не сум, али имам многу што познавам што многу се инволвирани и јас искрено не сум за политиката кај нас. А дали мислиш дека има некој резултат од тоа од нивната инволвираност? Па искрено не знам, единствено што имаме постигнато е тоа што кога требаше се полага државен испит за факултетиве, само тоа го постигнавме да не биде, а друго мислам дека ништо нема постигнато. Се должи на глобализацијата, прво во техничка смисла, да секој веќе има интернет и достап до големиот свет и без проблем може да види како се живее во било која светска метропола. Има пристап до учење странски јазици, не само англиски, било кој. Има пристап до веќе иселени, млади образовани луѓе, не класични гастарбајтери, кои одат да работат на нови работи, туку образовани, високо образовани луѓе, со кои што може да разговара веќе за културата во тие средини и се должи на една затвореност на оваа средина која не успеа за сите овие години, децении, да создаде причина, резон да етре, би рекли французите, причина за постоење. Зошто Македонија треба да постои, не се одговори на суштинското прашање, начинот на кој што муслиманите се одговарат сиромашни, стана треба да постоиме ради Аллах или будистите. Овде не се одговори на ова значај прашање, мислам дека прво се културни, а потоа економски. Па мислам дека можат уште повеќе да се потрудат, но не е доволно ова што го прават, затоа што сами може да видиме барем зимот, да Како не се повеќе диша, не се гледа. Некако гледам дека баш назад идат работите со секојдневни статии на сечење нови дрва и такви работи и не гледам некако на подобрување. Градење на згради, уништување на зеленило. Дефинитивно не се доволно заинтересирани, така изгледа на нас не изгледа дека не се доволно заинтересирани. Зошто мислите дека се не се доволно заинтересирани? Што гледате дека нивната пасивност не сака да се смени во нив? Тоа што не се поправа воздухот. Тоа е единствен пример. Ја не сум стручњак, ама би сакал сите што се стручни лица да се ангажираат за тоа да се среди. Ако ние што можеме да направиме, секој граѓанин исто треба самиот да е свесен за своето. Мислам дека треба да се преземат малку посериозни мерки во врска со загадувањето во воздухот, затоа што тоа не е нешто што се решава така едноставно само со преку разговор, треба на дело повеќе да се покаже. Немаме никаква дискусија за ова прашање, немаме споредба со слични искуства од средини кои што трпат слични проблеми и што е најважно, не се превземаат долгорочни мерки, например изградба на заобилазница, како обиколница,
Или, например, пар кога би можел се вози, јас доволно помнам од Југославија да знам дека имаше такви мерки. Пар, например, сега во Затерни, сега добро се имаше полно сообраќај, ама пак нема трамвај, нема тролејбус, нема метро, нема, значи, план во 2030 например да има. Јас и за ова доволно помнам, дека се разговараше уште во Југославија, во Скопје да има, дори имаше го вика едно, мисли че трам или трамко, а другото траф, така нешто, не успеа нормално, како и се друго. И за сите овие години гледам само инерција, значи без оглед дали плурализам, кој ќе партиски систем, еднопартиски, во суштина е демократска инерција. Мислам дека е цинична и дека сама по себе е доказ за немоќта на оваа држава да го свати проблемот. Она што е потребно за било кое општество е сој. Значи, луѓе кои што се способни, и мажи, и жени да водат. Една мерка 50-50 никогаш не дала, ниту Екатерина Велика, ниту Теодора, Ирина, ниту Сирма Војвода, например, ниту пак може во наше време да даде жени кои можат да инспирираат мажи кон акција. Или пак жени кои сами би водели. 50-50 значи само 50 партиски послушници и 50% партиски послушнички. И едните и другите би биле резултат на шаблони, би биле резултат на желби на партиските шефови и со самото тоа, ова би било унижување на мажот како маж и на жената како жена и на сите оние квалитетни единки кои некови се јавиле и ги воделе и луѓето и жените во акција. Општо, дали мажот и жената се рамноправни, јас мислам дека она што вреди кај мажите и кај жените е маргинализирано, згазено, ставено настрана. Денес единствениот квалитет во Македонија кај мажите и кај жените можеме да го видиме во уметноста, во културата. Има, значи, неверојатни режисерки, има композиторки, има уметнички сликарки, има. А во политиката не гледам прво маж вистински и не гледам ни жена вистинска. Не можам да видам една жена, например, не можам да имам една, например, како кнегиња Теодора Косара, например, од Самуил. Не можам, значи, како една Сирма Војвода да видам, не можам да видам една жена која би водела, која никогаш не би се поклонила пред непријателот, која дрско би им одговорила на сите предизвици. Мене искрено не ми прави вака некоја многу голема разлика, зашто што кажав, не ќам да останам тука, ама на некој сигурно ќе